Скопје има потреба од многу нови градби. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски го чекаат и неколку градби кои се одамна започнати, ама немаат завршница. Скопјани издвојуваат 5 проекти на кои треба засилено да се работи во 2026 година. Да се стави во функција мостот во аеродром на булеварот Асном, кој треба да ја поврзе општината со Газибаба. Таму треба да се направат пристапните улици. Градежни машини треба да поработат и кај неискористениот мост во општина Карпош, кој треба Злокуќани, Бардовци и индустриската зона да ги поврзе со Илинденска. Градежни работници мора да се ангажираат околу универзалната сала. Ингеренциите се и кај Министерството за култура, но салата го чека и градоначалникот да ги забрза работите. Оти предолго стои руината. Подземната сообраќајница под комплексот Лимак во годината која доаѓа треба да е приоритет за работење. Најавените ролер-костери, адреналинската машина за летање и другите реквизити, време е во годинава што следи да се постават во новиот Луна парк. Новиот градоначалник за дел од овие проекти веќе најави или почна со активности, па скопјани се пооптимисти дека и ќе ги реализира за разлика на неговите претходници. Да продаваш на пазарџиска тезга не е лесна работа, но ако си ја сакаш работата, може да ја направиш дури и уметност за себе и за купувачите. Токму таков е Амир Исмаили од Нерези, кој продава на пазарчето во Тафталиџе. Иако е ладно, тој си ја наредил робата убаво, дели насмевки и убави зборови, но се двои пред се со тоа што на секој производ залепил по еден стих, па дури и го напишал со рима. Авокадо за гвакамоле. Кога ќе платиш, срце ќе те заболе. Благ кромит од одбрано семе, лупен за оние што немаат време. Со кромит млад можеш само да бакнеш во врат. Портокали вкусни како силиконски усни. Е само дел од поезијата што Амир секој ден ја пишува на своите производи на тезгата. Тој ни вели, со позитивност и хумор им се доближувам на купувачите, а и го разубавувам пазарењето. Убаво, во град преполн со нервоза и брзање, Амир не подсетува дека и секојдневието може да биде креативно, а хуморот на ефтината, но највредна стока која се помалку ја има. Поднесена е кривична пријава до кафеанџија кој, иако имал решение за забрана за работа, го отворил својот ресторан и продолжил да работи. Имено објектот Јужна пруга во Скопје кај железничката станица бил затворен со решение од инспектор за животна средина од општина Аеродром и му била изречена забрана за вршење на дејност, што било истакнато и на влезната врата на објектот. Собственикот го симнал решението, а при контрола инспекторите констатирале дека продолжува да работи и во него се присутни гости. Обвинителството побара од судот да определи и мерка на предпазливост додека трае кривичната постапка. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели на социјалните мрежи дека денеска заедно со премиерот Христијан Мичковски посетиле неколку семејства во Радишани, Љубанци и Љуботен и им поделиле новогодишни пакетчиња. Детињата ни даваат енергија да продолжиме да работиме секојдневно пред се за нив и да им обезбедиме безгрижно детство, истакна тој. Уапсен е 65-годишник кој на улицата Џон Кенеди во Чаир вчера удрил дете и избегал. Веднаш по пријавата полициски службеници излегле на местото на настанот каде го нашле оставеното возило, а лицето го пронашле во непосредна близина. Повреденото дете поради сериозноста на повредите е пренесено во клиничкиот центар Мајка Тереза и е задржано на лекување. Со предновогодишната забава вечер под звездите на Боемска улица, општина Центар символично го одбележа крајот на 2025 година. Центарци ги забавуваа македонски музички групи кои испееа популарни песни во чест на новата година. И во Кисела вода синоќа беше весело и распеано. Во паркот Шопен посетителите се дружеа со песните на познати македонски пејачи. Забавната програма продолжува и денес и утре.
Со сценско-музичкиот проект Сонцето, колку е блиску сонцето, Made in МНТ, Македонскиот народен театар синоќа го одбележа 80 годишниот јубилеј. Представата во која настапија над 60 актери, оперски пејачи и деца од драмски студија, понуди аудиовизуелно патување низ македонската драматургија, поезија, проза и ликовна уметност. По синоќешната премиера, представата ќе има уште 2 изведби на 15 и 16 јануари.